Босна ќе донира 30 куќи за ромите во Штип. Ова е резултат на континуираниот ангажман на општината да обезбеди покрив над глава на ромските семејства кои поради поплава, а потоа и пожар останаа на улица. Ние моментално имаме обезбедено една донација од 30 куќи кои треба да дојдат од Босна и Херцеговина. Оврскани е да припремиме моментално санитарни инсталации каде ќе бидат лоцирани куќите. Напредни сме доста, во напредна фаза сме, се надеваме дека наскоро комплетно таа града слика во нервно деление ќе ја нема. И мислам дека тој дел ќе биде комплетно среден, а луѓето ќе добијат хумани услови за сместување. Во меѓувреме, комплетната грижа за овие лица е одговорност на општината. Тие луѓе што има елементарна непогода за нова година, општината донесе одлука преку Советот да им даваме по 3000 денара месечен надоместок. Тоа го правиме редовно, на први тие ги добиваат средствата. Редовно се трудиме да створиме услови амбиент каде живеат ромите, значи во делот Радански пат, каде се повеќе концентрирани, и оние каде живеат правиме инфраструктура, значи патишта, улици, водоводи, канализации. Општината плаќа и за ран детски развој, плаќа за вклучување на децата во детските градинки. Помош за нив денес пристигна и од Каритас со посредство на Католичката црква во Штип. Јавме да обезбедиме пакети за 50 семејства, значи во брашно, во прехранбени работи, зејтин, ориз, шекер, макарони и таа. За овие семејства ова значи многу зашто минуваат низ тежок период од животот. Добро е, ние сме благодарни на тие луѓе што мислат на нас. Ние сме благодарни, задоволни сме. Берекет ќе дадеа. Макарони дадеат и тоа, друго што за едно једење доста е берекет. Заблагодаруваме се во нивното име преку општината. Па не се правиле градоначалникот, благодарение на тоа. Благодарни сме ние. Само во Штип има околу 3000 роми. За период од 3 години преку декадата на ромите, општината инвестираше околу 1 милион евра за подобрување на условите во кои тие живеат.